Почитувани, Бисера Антоанета не можела да стигне секаде каде што сакала. Трошела пари на авионски билети, плаќала со службена картичка, а потоа не одела на пат. Парите пропаѓале. Ова не е случај само со 3000 евра платени за картите за Дубај. Тоа е случај и за 2 авионски карти платени за Лондон. Бисера Антоанета платила 2 авионски карти на релација Приштина-Лондон во еден правец во висина од 44.900 денари, а потоа не заминала на пат и парите пропаднале. Иако патувањето не се реализирало, Бисера Антоанета ги оправдала потрошените пари со купените карти. Не е прв пат Бисера Антоанета да купува авионски билети и за илјадници евра, а потоа да не го реализира патувањето. Многу логично се поставува прашањето: ако истата работела според план и програма, тогаш многу лесно ќе се предвидело каде може да се отиде, а каде не. Очигледно е дека Бисера Антоанета сама како ќе текне се резервирала карти и плаќала илјадници евра само затоа што мислела дека може и сакала да прошета секаде. Ова е раскалашено однесување и доказ како СДС ја ограбувале државата. Утре продолжуваме со нови сознанија од серијалот Бисера Антоанета.